Јас сум вистинскиот лидер на СДСМ, но ако за нешто не сум сигурен, му вртам на Зоран Заев. Венко Филипче призна дека се консултира со екс-партиските лидери, но тврди дека тоа го правел само по потреба. Сепак на нашето конкретно прашање околу коментарите кои се појавија во јавноста по доаѓањето на поранешниот премиер на роденденската прослава на СДСМ, не издржа да не упати порака и до ТВ Алфа. Системот, како вие тоа го прикажувате, тоа мене не ме изненадува. Како вие сакате тоа да го прикажете во една конотација, во едно светло кое што нема никаква врска со вистината. Ама вашата фрустрација со Зоран Заев ја разбирам. Како фрустрација не со Зоран Заев? Ајде, повелете, друго прашање има ли? Вистински председател на СДСМ вели дека бил тој се советувал и со Ковачевски и со Бучковски, уште двајца поранешни лидери, но не му влијаеле на политиките и одлуките. Вистинскиот председател на партијата стои пред вас. Освен председателот поранешен Зоран Заев, беше и поранешниот председател Владо Бучковски и поранешниот председател Димитар Ковачевски. И тие никако не влијаат на начинот на кој што партијата ги креира, ги носи политиките или на мене лично. Јас сум тој кој што сите нив во еден одреден момент кога е тоа потребно, кога сметам дека ми треба нивното искуство, ги прашувам за одредени работи и ми го кажуваат сите своето мислење. Инаку на 35-тата роденденска забава на СДСМ Заев се појави пред самиот крај, откако претходно беше на проекција на филм за промената на името. Беше пречекан со аплаузи и прегратки од партиските членови, кои беа останати на Бихачка. Сакавме да го запрашаме и него за коментар за нападите, клеветите и навредите од Филипче кон Алфа, но поранешниот лидер на социјалдемократите не беше расположен да зборува. Инаку СДСМ, освен за наводно нелегално финансирање, ја обвинува ТВ Алфа и за антиевропски наративи. Очигледно одбраната на националните интереси, на македонската историја и идентитет за актуелното раководство на СДСМ е одработување за Русија и за Кина.